Штипјанецот Илија Бошков обожава желки. Во дворот ги има на сите страни и вели дека му прават декор каков што посакува, но и му носат мир. За него, тие се прекрасни суштества кои упатуваат на многу важни работи. Прво тоа е многу мирно животно. Смируваме, гледам ги, секој ден ги одидувам, обожавам ги многу. Пушам ги од дворот, шетат си. Како Бошков дојде до идејата и чувството дека токму желките се негови миленици? Идејата, детството ми беа, внуците ми беа маленки, беше отишол на планина, така кажам, видено пат од две и донесе ги, од тога и желбата ми остана. И сам намножи ги повише. За овие 10 години природата го направи своето и сега во дворот на Бошков има многу желки. Има 8-9. Да? Сите се укрвно сродство? Па сите се тука тие. 10 години се више тие се. Едно семејство? Едно е. Планирате да го проширите? Не, толку, доста ми. Иако желките не бараат многу и се скромни во својот поглед, како Бошков нив ги одгледува и на кој начин се дружи со нив? Па се вали, мора да они си онедат, мора да и ставаш јадење, нешто пасат, нешто и купиш. Што не повеќе сакаат од? Па највише сакат марула, зелкичка сакат, крставичка сакат, јабучка неколку има. Добра. Дома, што се вика, за поспорена, така по-недена, те тоа јадат. Друго ништо. Водичка обавезно, летоска обавезно, 2 пати мора да се испрскат. Со вода да се полијат. Добра, а што е во есенскиот и зимниот период? Есенскиот дел, кога почне да заладува, ја ги соберам ги таковото, дигнам ги, покрием ги одозгоре убаво и дигнам ги унатре, подромскиот дел. Со оглед дека се 15 на број, дали Бошков ги разликува поединечно, можеби и имаат имиња? Па види сега, имиња? види, не, имиња немам, имиња таковото. Тие што сам по-таковото, светлите тоа се женски, а оние потемните се машки. Одозгоре, по кората. Да. Дали тие хибернираат, имаат зимски сон? Имат они, цело зимо, 4 месеца они спијат, ни јадат, ни вода пијат, ништо. Има интересен случај за две желки дека мислелете дека се изгубени, а фактички каков е тој случај? Они тие ги потражи, немаше ги. Они се закопале у земјата, а копат се од 25 до 30 сантима у земја. Вие ги прижалите? И после они сами се излезе, откопаа се сами се излезе. Мора да ги измијам, да ги донедам, беа со кал целите. Нашиот соговорник е активен пензионер, но задоволство му е да седне во дворот и наутро или навечер да чека желките да се појават од некоја страна. Тој момент, нивното бавно движење и праволиниско движење за него се порака од природата. Тука со ние, со дворчето си унедувам, они си пасат, ние си работиме, дворот си дотеруваме. Може ли човек да се угледа на нивниот начин на живот, дека тие релаксираат, дека тие смируваат? Абе смирува тоа е многу мирно, тоа е штета е тоа некој што вика дај има и јадење у него. Тоа нема ништо у него, тоа е срамота, жално е да го утепаш тоа. Тоа е неспособно за ништо, тоа е жално. Колку ве смируваат, колку ве опуштаат? Многу. Многу. Ја животни сакам си, секој животни сакам. И што би им препорачале на оние кои што имаат активен живот, динамичен? Па нек си земе нешто, нек се занимава. Ако не со желка, нек си земе едно маче, едно кученце, нек си земе нешто да се чува. А не да се оде по, така кажано, по кафани, мафани, во таму. Добро, рековте дека немате намера за проширување? Не, доста ми. Ако сепак дојде до тоа... Доста ми е толку, доста ми. Оно, ако нешто се онеде, има некоја јајце закопано, сега не може да ти кажам дека се, тие се од лани закопани. Ако излезе нешто, добро, ако не, доста ми е. Добро, како и оди тоа размножувањето? Велите закопани јајца? Па она со предните нози, кога снесе јајцето, со предните нози го ископат дупка, со задните го закопа. И оно се цело зимо си стое. Не пречи ладно... Ништо, оно си го земјето доле. И кога се изведе? И после се само оно излезе си. Дали тие имаат некоја гуша? Имаше едно маленко, ама нема го още не е излезело. Тоа беше ланско и тоа бега, скри се. И не е още излезло. Сакам да кажам, дали неговите условно родители се грижат или тоа само... Не, само го закопа и ништо повеќе. И кога ќе се изведе? Ништо, сам снесел. Таа една имаше, таа умре, голема една. Она беше снесела околу 7-8 јајца.
И после на идея тук умрена. Она и стара беше и умрена. И я ги взема, я ги закопа, само не знам сега де си може да се сетам дека.